Добре дојдовте во 3D диагностичкиот центар во Скопје. На оваа средба одблизу ќе ви ги представиме 3D принтерите и нивната примена во стоматологијата. А ќе искористиме приликата што овде повторно го имаме доктор Доме Каркалашев и со него ќе зборуваме за CAD/CAM технологијата. Докторе, добре ни дојдовте уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Ајде веднаш да започнеме со тоа, што се тоа 3D принтери? Па 3D принтерот ни представува една најмодерна алатка, која што ние секојдневно ја користиме во нашата стоматолошка пракса. Со помош на овие принтери ние можеме да испринтаме предмети кои што имаат многу комплексна форма и геометрија и така овие принтери функционираат на таков наречен адитивен процес на работа, каде што некој материјал се додава слој по слој и на тој начин го добиваме предметот кој што претходно сме го дизајнирале на компјутер. Како изгледаат овие 3D принтери? Може ли малце да ги доближиме до гледачите? Па да, тие се како машини во кои што ставаме посебен материјал. Тоа е најчесто течен полимер или пластика и со помош на тој принтер ние претходно дизајнираме некој објект на посебен компјутерски софтвер и со овој принтер значи го добиваме предметот кој што претходно сме го дизајнирале. Може ли подетално да објасниме како се користат во стоматологијата? Па да, во стоматологијата принтерите имаат многу широка примена. Тие најчесто се користат за изработка на работни модели. Исто така се користат при изработка на тотални протези, за изработка на привремени заби. Со нив можеме да изработиме, да испринтаме хируршки гајдови за поставување на импланти. Помагаат при изработката на ортодонтски алајнери. Значи имаат многу широка примена. Исто така треба да напоменеме дека освен во стоматологијата овие принтери се користат и во многу други индустрии. Така се користат и во машинската, во градежната индустрија, во медицината се користат за принтање на различни протетски помагала. Дури сега модерно е некои купуваат принтери, дома може да принтаат секакви предмети, значи од играчки за деца до накит, значи буквално се можеме да испринтаме со овие принтери. Зошто се применуваат во стоматологијата? Колку ја олеснуваат работата на стоматолозите? Па многу работата е многу олесната затоа што за некои процедури кои што порано ни требаше повеќе време да се направат, сега со помош на принтерот можеме да ги завршиме буквално за неколку часа. Исто така принтерот е многу прецизен, тој работи со прецизност до 50 микрони, така да тука се избегнува секаква грешка. Работат со биокомпатибилни материјали кои што не предизвикуваат никакви алергиски реакции кај пациентите. Исто така се подобрува комуникацијата помеѓу докторот и пациентот, затоа што ние можеме да го испринтаме конечниот резултат и пациентите може да ги видат тие заби да знаат што ќе добијат. Според ова што досега го зборувате, можам да наговестам дека има многу предности при употребата на овие 3D принтери, па може ли да споменеме кои се тие предности? Па да, како што кажав, овие се едни од главните предности, бидејќи се заштедува многу време, се заштедува исто така и материјал, затоа што порано со традиционалното работење се работеше со еден процес на редукција, каде што од еден поголем предмет, со негова редукција ние стигавме до посакуваниот предмет кој што сакаме да го креираме. Додека сега со помош на овие принтери, изработката оди со така наречен адитивен процес, каде што ние буквално од ништо креираме некој предмет, со, нели како што кажав, додавање слој по слој на некој материјал. Докторе, очигледно е дека ова е откритие за стоматолозите, дека ви олеснува вам работата, но и тоа како пациентите, мене постојано ме интересира тоа како еден пациент, како пациентите реагираат на 3D принтерите? Па да, тие се изненадени затоа што процедурата, нели како што кажав, е многу брза. Тие можат да ги видат забите уште пред да бидат изработени. Исто така многу се олеснува самата постапка. Да, побрзо ги завршуваат своите обврски, а во ова време многу значи тоа кога брзо ќе ги завршиш обврски. Помалку посети за нив исто така, да. Така. Во најавата споменав дека ќе искористиме приликата што сте овде да зборуваме и за CAD/CAM технологијата. Ова верувам дека нашите гледачи го слушнале како поим и јас сум го слушнала, но навистина не ми е јасно што всушност значи CAD/CAM технологија. Па CAD/CAM технологија е технологија која што во стоматологијата се користи веќе 20 години.
И со помош на оваа технологија ние можеме да креираме коронки, мостови, инлей, онлей, ламинати. Значи зборчето CAD-CAM е кратенка од компјутерски помогнат дизајн и компјутерски потпомогната изработка. Значи, кога ќе се рече CAD-CAM коронки, што значи тоа? Што правиме? Што прави? Кога ќе речеме CAD-CAM коронки, тука зборуваме за технологијата, значи за начинот на изработката. Ние најчесто оваа технологија користиме за изработка на безметални коронки и мостови. Тие се циркониумски коронки и мостови и циркониумот како материјал е биокомпатибилен, има многу убава естетика, исто така е доста цврст. За разлика од порано како што се изработуваа коронките со метал керамика, кај што имавме метали, не добивавме толку убава естетика. Докторе, доколку имате уште нешто да додадете во врска со ова, би оставила простор? Да, па сметам дека CAD-CAM технологијата и 3D принтерите и 3D скенерите за кои што зборувавме, тие во иднина ќе станат како задолжителни за секоја ординација и за секоја зоботехничка лабораторија и дека традиционалното работење на стоматологијата со тек на време ќе се замени комплетно со дигитално. Да, благодарам многу што бевте уште еднаш во 3D центарот во Скопје. Секогаш е пријатен разговорот со вас, а верувам дека на нашите гледачи овој разговор ќе им одговори на многу прашања. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Почитувани, вам ви благодарам што погледнавте уште еден број на Минути за стоматологија.